невесна, да се кренам, да се извишам, како звезда јас да огреам, химна да му запеам. Дај ми, Боже, сила небесна, да се кренам, да се извишам, како звезда јас да огреам, химна да му запеам. Нека расте, о Боже, родот убав мој, златен дожд од мудрост долго нека биде, нека биде, о Боже, вечен родот мој, нека е што не сме ние. Дај ми, Боже, љубов ангелска, плодно семе, јас да посеам, да се роди жито медено, вино зрело цвете. Колку е да се погледне едно цело семејство, едно од многобројно музичко семејство, и утринава во име на овој 80 годишен јубилеј, секако да го честитаме и ние вака јавно, можеби на нашата почитувана, ќе кажеме и наша пријателка во утринската тема, почитуваната госпоѓа Виолета Томовска, нејзината внука Маја Седановска, еден од најголемите вокални интерпретатори или солистки кај нас. Како што кажавме, растевме со нејзината музика. Јас и Цеце евоциравме спомени утринава. Знаеш која ми е омилена песна всушност на Маја? Црно-бел свет. Тоа е една таква песна емоција и знаеш колку пати сум сакал во некоја можеби наша интимна дружба некојаш во некој кафулиње кафеани да ја натрам да ми ја запее специјално. Која беше она Маја снима на игралиштето во Влае? Таа си фидбек. Не. Фидбек е таа? Фидбек. Да, тоа е тоа е фидбек. уште еден голем Го хит. споменав утринава, мене таа многу ми е... Фидбек е асоциација на нашите средношколски денови. Не дека јас и Маја и ти сме разлика многу години, меѓутоа, знаеш што беше интересно, Маја, во тие некои денови не се правеше разлика дали ја слушаш можеби во тој момент, не знам, Уитни Хјустон или Џенис Џоплин или Маја Седановска, се слушаше добра музика. Тоа се надам дека и така денес кај многумина, ама ќе ти посакаме убаво утро. Тебе и на цело семејство, не знам дали срна ни е станата утринава во овие утрински часови или веќе се испративте можеби со училиште и така натаму. Добро утро. Добро утро, Марко, Маја. Срна. Добро утро, Срна е си уште на зимски распуст и ги користи деновите да се изнаспие. Да. Така да малце подоцна се гледа кој не оди на училиште. Се гледа кој не оди на училиште. Секој дневни нормално. Така да ова утро сум сама кај баба и е баш си тера зимски распуст и ете со моето утринско кафе заедно со вас пред и јас додам на своите работни обврски. Да ти кажам, Здравје, кафе, Маја. Да ти кажам, мерак ми е. Фала ви многу. Многу ни е мерак што утринското кафе го имаш во друштво со Цеци и Марко и со целата екипа. И мене. Знаеш дека во една прилика на Макфест, кога реков сега на минато годишното издание, споминавме кога беше заедно со Олгица и говоревме за тоа дека вистина сте едно од најмузичките семејства во Македонија, кои што оставаат таков голем печат и до ден денешен. Дали некогаш сте помислиле, можеби вашите домашни екранизирани снимки, кои што ќе сте ги имале сигурно, да ги направите во еден добар документарец? Секогаш имало најразлични обиди, ама најверојатно кога го имаш нештото и е твое, некако си го земаш право да готово дека тоа ќе трае за секогаш и дека ќе биде така непроменето, па многу не правиш планови, но ни се случувало на нашите семејни поголеми прослави, како што биле свадбите мојата на брат ми, на братовчетка ми, да луѓето имаат еден заеднички коментар кога си заминуваат, многу го си поминавме како на концерт. Така да ние за нас е тоа едно секојдневие кое што кога го гледаат другите луѓе од надвор малце погламурозно им изгледа, а нас за мене е таа братовчетка, тетка, Баш е сестра, секојдневие. така да.
Бога ми да. Маја, многу работи ни интересираат поврзани со Причина плюс да имаме во студио. Да, и со овој јубилеј кој што и го прославивте на најдобар можен начин, 80-тиот роден ден, но се пишуваше дека тоа е еден таен проект, а вие сте толку многу музичари во овој таен проект, па како успеавте до крај тоа така тајно да го истерате? И ме интересира првата реакција на госпоѓата Виолета Томовска кога го виде се тоа што вие така добро сте го спакувале. Значи, во принцип, идејата е на нејзината постара ќерка, Неленка Расоманова, која што може би не е од оние кои што е активни пред екраните, но секогаш била некој лепак кој што не врзува и не собира кога станува збор за семејството. Неленка сакаше да ја подари нешто на мајка и за овој голем јубилеј, кој што едноставно не се купува со пари. Спонтано и лесно се собравме сите и веројатно сме семејство кое што ужива во изненадувањата. Тоа се докажа уште еднаш и сакавме ефектот да биде вистински, па затоа сите се трпеливо и успешно го зачувавме проектот додека се работеше. Виолета едноставно сакаше само да биде со своите најблиски, тој ден и тоа најтесното семејство, ќерките, внуците, и така и беше. Сите ние дојдовме отпосле и мислеше дека тоа е подарокот всушност за роденденот. Со семејството од сите Балтен региони се собра таа вечер да биде заедно со незе и како одминуваше вечерта на еден скрин, ја седнавме да и го дадеме вистинскиот поклон, иако одбиваше на почеток, нема потреба за 100 поклони, и кога почна веќе песната, сите во неј загледавме и во незината реакција, отколку што го гледавме крајниот проект, како заврши и како се измонтира и како звучи. Остана без зборови, всушност како да мислеше дека гледаме некој филм, нешто што се случува, па после се објаснувавме, па се гушкавме, па многу солзи имаше. Ови се многу емотивни моменти во принцип, или можеби јас сум веќе во тие години каде што се доживувам поприлично многу емотивно, но тоа беше една вечер која што има онака, знаеш, амплитуди големи нагорна, каде што од најмалите беа сите присутни до највозрасните, кои што и Слава Димитров обележува јубилеј след оваа година, поправо 80, така да за нас се тие работи кои што и тоа како не допираат, и тоа како понекогаш е тешко вака да ги екранизираме, иако сите мислат дека ни е животот игра и песна, но не е баш така. Така е. Се обидовте за кусо време, препоставам, во име на овој 80 годишен јубилеј, да ги оставите настрана сите обрски со оглед на тоа дека сите сте мајстори со својот занает и музика, барем на неколку часа да се соберете да го подарите ова за почитуваната Виолета. Знаете како, ние освен што премногу се сакаме сите и сме многу поврзани како семејство, исклучително многу се почитуваме. И кога станува збор дали за некој нешто треба да се направи, тука не станува збор дали е тоа тешко или не. Тука едноставно се прави. Не се размислува многу, туку само прашуваме каде и кога. Застанува можда и целиот живот на пауза и се спојуваат енергиите. Едноставно кога нештото треба да се случи, се случува. Тука ништо не му стои на патот. Јасно. Слушајќите, едноставно си само еклатантен пример за тоа каква поетична душа си, всушност колку веќе во тебе има една стара душа што се вели, нели, кога го забележуваме кај млади момци и девојки, и вистина се надевам дека во една прилика ќе имаме прилика да слушнеме нешто ново. Еве, нека биде само повод да те поканиме во студио, да те прашам дали работиш сериозно на нешто свое, бидејќи последниве години си доста фокусирана секако и да бидеш на големи концертни избидувања, вклучувајќи и секако Калиопи, зашто ти споменав, тоа беа фантастични 4 концерти во ноемврискиот и декемврискиот период. Дали во моментот Маја работи можеби на своја музика, со оглед на тоа дека со Јован ни вративте добри спомени на Макфест? Ова беше многу интересна, турбулентна година кога станува збор за музиката, морам да признам, иако Макфест некако неочекувано дојде. Јас свесна бев дека е оваа година 40 годишниот јубилеј, тој роденденски голем јубилеј за еден фестивал кој што успеал да преброди толку години. Многу бев, исклучително бев многу среќна што сум дел од целото збиднување и што ќе присуствувам на нешто кое што мене ми ги отвори патиштата. Кога станува збор за сопствена музика, некако
не ме води патот натаму, нити пак чувствувам некоја голема потреба тоа да го правам, морам да бидам искрена како што и секогаш сум. Јас музиката никогаш немам застаната, дали било тоа со Калиопи, дали било тоа, не знам, реклами, активности, читање, не знам, на voice-overi и такви работи и јас немам застанато за да треба да продолжам некаде, но тоа што го очекував во публиката едноставно се уште немам никакви планови на таа тема. Да знаеш дека ние вака по дека чекаме. Другите генерации. Знаеш како веројатно Многу средовле, па еве сега Елвир Мекички има нова песна. Веќе мислам дека беше издадена новата песна. Знаеш како веројатно Јован Јованов кога се врати, извини вака, нели, од диаспората тука, некако ни влеа некоја надеж дека можеби ќе се разбудат повторно тие некои времења со кои што ние растевме, во кои што ние Добро кажа, Мајата е постојано окупирана со музика. Знаеш како, претпоставам дека треба да си го слушаш сопствениот глас, интроспективно да си влезеш во себе и да знаеш точно што во моментот, нели, едноставно треба да се изнесе како експресија од твојата душа. Меѓутоа, од оваа страна, ние како слушатели да знаеш дека недостасува можеби некој пат да знаеш, така што оставаме да можеби еве се случи тој повик или аларм да затропа наврат и да речеш окей, можеби ќе влезам во студија. Најпозитивното нешто од цело тоа е што јас никогаш не сум рекла никогаш. Кога станува збор за музиката и јас сум се уште отворена и спремна за соработки и за работа и тоа не може без плани, но никој не може да го испланира кога ќе се случи. Нека бидат најнеочекувани работи и така ќе бидат најсладки за конзумација. Маја, пред да се збогуваме, пред да те оставиме секако да си ги извршиш обврските за денес, стара нова година си прославуваме, меѓутоа убаво е заокруживте со Калиопи. Јас бев на последниот концерт, баш вчера ти споменав телефонски, да им кажам дека сериозно беше тоа некој посебен интимен спектакл за сечија душа која што беше во Филхармонија. Тоа беше театар во живо. Едноставно и вие со Калиопи знаете како на некој начин кротко да се поврзате со публиката. Каква ќе биде годинава од можеби овие активности? Пас концертите се веќе испланирани некаде до половина на годината, тоа се бидејќи се тоа големи проекти и во принцип е потребна организација за нив. Ние ги знаеме тие активности многу порано. Веќе од февруари тргнуваме на неколку концерти на одворот државата и привилегијата да се работи со толку комплетен и толку искусен музичар е неповторливо доживување за сите нас. Ние сме го прифатиле тоа како личен благослов и сме многу среќни што сме таму. Ние уживаме еден тип на искуство кое што не може секој музичар да се да се пофали дека го прави тоа. Јас посебно уживам во тие работи и веројатно личната сатисфакција публиката ја доживува така како што ја доживува во една компактност и во едно задоволство кое што без зборови никогаш го примам и го прифаќам за себе само. Така да тоа е тоа кое што ни ја храни душата и можеби затоа сме ние целосно поправо. Јас лично целосно задоволна кога музиката го праша. А и тоа го препознава публиката, да. Маја, некаде пред крајот, бидејќи ни е зима, еве пред да започне таа турнеја како што велиш, ќе одмораш ли некаде, ќе се препуштиш ли на зимските убавини, дали воопшто ја сакаш зимата? Па со оглед на сензибилитетот во позадина се уште тие украси и декорации, мислам дека има Божик во себе. Да. Значи, јас сум голем љубител на оваа сезона и ја почнува многу рано уште во претходната година. Тоа си го пренесов и на своето дете и некако уживаме во зимската бајка која што си ја правиме за нас дома и за семејството. Ќе ги почуваме овие украси уште малце, бидејќи па Василица ние како битолско семејство ни е многу битна во домот. Паричката се спремаме сите. Така да, јас љубител на снег не сум. Сакам ладно, убаво ми ја уживам. Ама да си дома. Да, не јас како класичен бик и хедонист сепак дома на топло е она кој што ќе го одберам за себе. Тоа е одмор за мене, кога малце мозокот ќе го исклучам и ќе уживам во оние секојдневни нешта кои што понекогаш замижуваме и забораваме да ги погледнеме. Да не благодарна да се кажам дека нешто многу се замарам, сепак го правам тоа што го сакам, а другите обврски со леснотија одат.
Така да ја чекаме 2026 со отворени раце. Со отворени раце е убаво дека споминавте со Калиопи повторно ќе имате голем концерт во Борис Трајковски, зашто ќе збориме, ама и дополнително ќе те каниме во студио. Ти благодариме што не ги даде овие неколку убави утрински минути. Вистина и ги сподели со нас, бакнија срна, целото семејство, поздрави го од целата екипа на Утринска од Цеца и Марко и те чекаме во хотелот. Убав ден, Маја, многу љубов од нас. Убаво утро на сите и се гледаме. Се гледаме. Маја Сазановска во име на 80 годишниот јубилеј на почитуваната Виолета.